Самиот Господ ќе ви даде знак. Ете, девојка во утробата ќе зачне и ќе роди син, и ќе го наречат Емануил. Палестина во елинистичката епоха. Преводот на Светото писмо на грчки јазик. Кога се вратиле од Вавилонското робство во средината на 6 век пред Христовото раѓање, јудеите речиси 2 века биле под власта на персиски цареви. Но според предскажувањето на Божиот пророк Даниил, дошол крајот и на персиската монархија. Таа ја отстапила место на Македонската империја. Нејзин основач бил познатиот Александар Македонски. Со брзи победи тој почнал да го освојува древниот свет. Откако ја покорил цела Мала Азија, Александар тргнал кон Палестина и кон нејзината престолнина, градот Ерусалим. Тој влегол во древниот и свет град без да го разурне. Александар со почит се однесувал кон светињите на јудејците. Него допрел богатството на храмот и дури принел, според упатствата на свештениците, жртва на вистинскиот Бог. Александар ги ослободил јудејците од данок секоја 7 година. Таа година еврејскиот народ ја нарекувал саботна година. Кога настапувала саботната година, според Мојсеовиот закон, јудеите не смееле да сеат ниту да жнеат, спомнувајќи си за Бога, кој, како што се вели во Светото писмо, одморил од своите дела во 7-миот ден. Освојувањата на Александар ја распространувале паганската елинска култура на целиот Блиски Исток. Тоа време било испитување на верноста на јудеите кон својата религија и кон вистинскиот Бог. Сепак, епохата на Александар Македонски, исполнета со големи победи, не траела долго. Империјата што ја основал, обстанала само до неговата смрт. Во 323 година пред Христовото раѓање, таа се распаднала на 4 царства, од кои 2, Египет и Сирија, одиграле важна улога во историјата на богоизбраниот народ. За време на војните за наследството по распаѓањето на Македонската империја, Палестина станала јаболко на раздор меѓу управителите на тие 2 земји. Во 320 година пред новата ера, египетскиот цар Птоломеј Лаг ја присоединил Палестина кон Египет. Повеќе од 1 век, еврејскиот народ се наоѓал под власта на египтјаните. Тоа било релативно мирно време. Египетските управители на јудеите им давале голема слобода. Тие им дозволувале непречено да ја исповедуваат својата вера, да се преселуваат секаде каде што ќе посакаат и да тргуваат со целото Средоземноморие. Малку по малку, јудеите се раселиле по сите трговски градови на брегот на Средоземното море. Каде и да се наоѓале, тие не ја оставале својата вера и се поклонувале на вистинскиот Бог. Јудеите граделе молитвени домови, синагоги, каде што се собирале за заедничка молитва и за читање на Светото писмо.
во синагогите било дозволено да влегуваат и пагани. Интересот на паганите за верата на старозаветниот Израил била причината да се преведе Светото писмо на јудеите на грчки јазик. Тој голем труд бил остварен во времето на управувањето на египетскиот цар Птоломеј II Филаделф. На негова молба од Ерусалим испратиле оригинал на Светото писмо и 70 учени евреи кои требало да станат преведувачи. Преводот бил успешно направен и го добил името Септуагинта, што во превод од латински значи 70. Со Септуагинтата е поврзано едно чудесно предание, кое се зачувало во христијанската црква. Според тоа предание, секој од 70-мината преведувачи бил сместен во посебна просторија и морал да достави своја варијанта на преведениот текст. Кога тие го завршиле своето дело, тогаш мудреците кои ги споредиле нивните преводи со чудење забележале дека сите тие се сосема еднакви. Така тие се убедиле во тоа дека рацете на преведувачите ги водел самиот Господ. Читањето на Септуагинтата просветило многу идолопоклоници и им помогнало да поверуваат во вистинскиот Бог. Од Септуагинтата паганите го дознале чудесното пророштво дека непорочна девојка ќе роди син и неговото раѓање ќе означи дека од сега Бог ќе престојува со луѓето. Затоа, доаѓањето на тоа време, времето за раѓање на Синот Божи, ќе го очекуваат не само во Јудеја, туку и во многу други места на древниот свет. Зашто за Бога нема ни Елин, ни јудеец. За него подеднакво се возљубени сите. И заради спасението на секој од нас, тој ќе биде прикован на крст. Нема веќе ни јудеец, ниту Елин. Нема слуга, ниту слободен. Зашто сите сте едно во Христа Исуса.